Во ова видео накратко ќе зборуваме за основните поими во врска со функции. Најпрво ќе дадеме дефиниција за функција. F е функција од множество m во множество n, ова се обележува вака, од m во множество n, ако за секое x од множеството m постои единствено y од множеството n, така што y е еднакво на f од x. Запаметете тука, викаме постои единствено y од n. Значи, за секој x од m постои единствено y од n, така што y е еднакво на f од x. Понатака, кога ќе го поминеме материјалот за релации, ќе дадеме попрецизна дефиниција за математичките објекти наречени функции. M се вика домен, додека n се вика кодомен на функцијата f. Тука ни се дадени примери на функции. Имаме f од x е еднакво на x на квадрат, и оваа функција ни е дефинирана од множеството реални броеви во множеството позитивни реални броеви унија множеството што го содржи елементот 0. Ова тука уште се нарекува и правило или формула на функцијата. Понатака имаме функцијата g од x еднакво на x на квадрат. Сега g ни е дефинирана од r плюс во r плюс унија множеството што го содржи елементот 0. Да напоменам, иако правилата на овие две функции се еднакви, односно се x на квадрат, поради тоа што доменот на f, кој што е множеството реални броеви, е различен од доменот на g, кој што е множеството позитивни реални броеви, за f и g велиме дека се две различни функции. Не е доволно правилото за да се дефинира одредена функција. Потребно е да се каже и доменот. Кој доменот може да се определи и понатака. Уште нешто да напоменеме. Ова ако во дефиницијата не е импликација, туку во буквален превод би значело значи, тоа би значело значи. F е функција од множество m во множество n, значи за секој x од m постои единствено y од n, tako што y е f од x. Ова постои од историски причини во дефинициите за математика. Обично употребуваме импликација не кај дефиниции, туку кај некакви тврдења, кај теоремите и слично, тоа да не ве буди. Продолжуваме понатака. Сега ќе ги споменеме својствата кои што може да ги поседува одредена функција. Нека ни е дадена функција, на македонски уште може да се каже и пресликување или мапирање од m во n, значи пресликување, мапирање и функција се термини различни за иста работа, за ист математички објект. Функцијата f од m во n е инјекција ако е исполнето следното. За сите x, y од доменот, значи за сите x, y од доменот, во случајов тоа е m, треба да е исполнета следната импликација. Ако x е различно од y, тоаш f од x е различно од f од y. Ова значи, со зборови кажеме, различни елементи од доменот да се пресликуваат во различни елементи од кодоменот. Тоа е илустрирано со оваа скица тука. Инјекција може да дефинираме и на следен начин. Ако на оваа импликација направиме контрапозиција, ќе имаме
negacija na f od x različno od f od y povлекува negacija na x различна од y. Ако ја метнеме оваа негација тука, ја добиваме индикацијата во оваа функција. Контрапозиција на ова го дава ова тука. Ова би значило за сите x, y од доменот или од m треба да важи ако функцијата инјекција f од x е еднакво на f од y повлекува x е еднакво на y. Ние во понатака во задачите ќе го користиме ова или вака кажаната дефиниција за инјекција. Понатака, функцијата од m во n велиме дека е сурјекција, дадена функција f од m во n велиме дека е сурјекција, ако за сите y од кодоменот, во случајот n, за сите y од n, постои x од m, во случајот постои x од доменот, така што y е еднакво на f од x. Со зборови кажано, сите елементи од кодоменот се слика на барем еден елемент од доменот. Дали овде вака со ова скица, или со ова илустрација, ни е представена сурјекција? Не. Зошто? Бидејќи 3 не е слика на ниту еден елемент од доменот, но тука ни е представена сурјекција. Пресликувањето од m во n или функцијата од m во n е биекција ако f е инјекција и f е сурјекција. Че за една функција велиме дека е биекција ако истовремено е и инјекција и Ајде да видиме што имаме тука. Ако имаме нешто вака дефинирано, f од m во n, или со оваа илустрација прикажано, тогаш ова f не представува функција. Зошто? Бидејќи a се пресликува и во 1 и a се пресликува во 3. Се коси со овој дел од дефиницијата ова. За сите x од доменот, за сите x од m, постои единствено y од кодоменот. Значи мора елементите од доменот да се пресликуваат во само еден или точно еден елемент од кодоменот. Затоа со ова не е представена функција или не е представено пресликување. Исто така, дали ако пак имаме f од n во n, со ова не е представено некакво пресликување. Тука ќе имаме елементите a, b, c, a се пресликува во 1, b се пресликува исто така 1, овде не видно имаме. Дали со ова ни е представена или ни е дадена, зададена функција од m во n? Не. Зошто? Бидејќи ова c не се пресликува никаде. Значи, ниту со ова не ни е дадена некаква функција. Додека сме на почетокот да кажеме уште нешто. Ајде ќе го земам овој, не се најдобро да го илустрирам. Тука доменот ќе го обележиме со df е множеството m. Кодоменот или сега кодомен, вака ќе запишам, кодоменот ни е множеството m. Дефинираме уште еден термин кога работаме со функции, а тоа е множество вредности или рангот на f. Некаде се обележува и со f в v од f, но ајде да се држиме до оваа дефиниција. Рангот на функцијата f. Рангот на функцијата f ги содржи сите елементи од кодоменот, значи сите елементи од кодоменот во кои што се пресликува барем еден елемент од доменот. Рангот. Кај овој пример, ајде да видиме колку. Во еден се пресликува некој елемент, да, а се пресликува, во 2 се пресликува b, во 3 или тука ајде ке ставам 4, во 4 се пресликува c, но дали ни се пресликува некој елемент во тројката. Ајде претходно кажаме.
Во 1 се пресликува А, значи 1 е дел од рангот. Во 2 се пресликува Б. Б се пресликува во 2. 2 е дел од рангот. Во 4 се пресликува С, значи и 4 е дел од рангот. Дали во 3 се пресликува? Дали во 3 се пресликува некој елемент од доменот? Не, во 3 не се пресликува нито еден елемент од доменот, затоа ова елемент на кодоменот не е дел од рангот. Последно сакам само да ви ја илустрирам разликата помеѓу множество на вредности и кодомен. Множеството вредности е подмножество од кодоменот.